Понашто го кажа пеката, практично еден ден на пеката, само за патни трошоци, македонскиот граѓанин го чини 4500 денари. А студентите и овој месец ќе земаат само 140 денари дневно за храна. Значи со 140 денари студентите треба да го поминат денот. Ако земеме во предвид дека просекот на оброци е некои 2 до 3 оброка, значи тие треба да имаат 2 до 3 оброци во денот со 140 денари. Нели мислите дека ова малку мизер? Што вреди повеќе пеката од едно дете кое што се запишало на факултет, да се стекне со високо образование, да создаде нешто повеќе во оваа држава? Што вреди пеката? Или Миле Левков? Или па било кој пратеник во собранието на Република Македонија? Иднината на оваа држава вреди 140 денари на ден. А овие кои што министерката, како кажа, морале да живеат достоинствено и да се зачува нивниот стандард и да бидат почитувани, пратениците заслужуваат 4500 на ден. А нели мислите дека ова малку срамота? И зошто, например, министерката Гордана Кошовска Димитриевска вика пратениците треба да бидат апсолутно привилегирани. Зошто да бидат пратениците апсолутно привилегирани? Што се они толку паметни, битни и без нив не се може, па да бидат апсолутно привилегирани? Кој треба да биде апсолутно привилегиран? Пеката? Што тепа народ? Што пцуе, што колне? Миле Левков? Што е направен пеперутку 10 саат сабајле? Оној што крадал струја и вода у Кавадарци? Или оној од Неготино? Што си ги сповработил цела фамилија по институции? Што нема земено збор? Менков, како се викаш? Што направиле они за оваа држава, за мене, за тебе и за народов, па да бидат привилегирани? Зошто да бидат привилегирани? Донеле квалитетен закон, направиле ревизија на закони, носат закони со кои што сега ќе може да крадат без да има јавен увид во тоа што ќе оправат. Зошто да не бидат апсолутно привилегирани граѓаните, работниците, студентите, докторите, полицајците, војската, судиите и обвинителите, наставниците? Зошто тие да не бидат апсолутно привилегирани? А би требало тие да бидат, затоа што тие се државата.